Елизабета Спасеновска ќе го има своето вклучување на линк. Елизабета, добро утро. Добро утро, меѓутоа за жал ние се вклучуваме од покривот на домот на Градишници, бидејќи наидовме на затворена врата, морам да кажам за нашите гледачи, и од објаснувањето кое што ќе го добиете и вие од нашиот соговорник е дека во ноќните часови вратата се затвара за да се спречат евентуални вандалски дејствувања на одредени наши сограѓани, и токму затоа денеска се вклучуваме од пред домот на Градишници. Ке зборуваме за новиот зелен кров со портпаролот на град Скопје, Валјан Салихов. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро, благодарам од поканата. Валјан, како што кажав, вчера беше промовиран новиот зелен кров, втор поред во градот Скопје. Ќе имаме можност и друг пат, нели, да се качиме да им го презентираме на нашите гледачи за каква површина станува збор, колку е голем и широк овој зелен покрив, што се има на него засадено. Најпрвен сакам да кажам дека ова е дел од проектот заедно со UNDP кој што го имаме. Значи, ова е вториот зелен кров кој што го отвараме во Скопје. Првиот е тој во ГТЦ кој што го отворивме пред една година, мислам. Ово е вториот зелен кров. Почнавме пред некаде 6 месеци да го работиме и веќе вчера го пуштивме во употреба. Се работи за простор од 400 метри квадратни. Засадени се над 30 садници од ниски и високи садници, така да ова ќе биде уште едно каче во градот каде што граѓаните ќе можат да дојдат и да уживаат во зелен простор кој што години и години назад го губиме во градот. Тоа што е битно да го истакнеме дека овој покрив, како што е тој во ГТЦ, беа од страна на студијата на UNDP беа мапирани како топлотни точки во градот, и затоа работиме за на некаков начин да придонесуваме во симнување на температурата на овие точки, како и во температурата во малиот ринг. Го слушнав вчера градоначалникот дека кажа ке се очекувањата се значително намалување на температурата, ова што го кажувате и вие. Какви се проценките? Колку една површина, колку што овој зелен кров може да придонесе во намалување на температура? Па генерално по тоа што по студијата која што ја направија UNDP, самите места кај што порано било означена како црвена точка во градот, во самите места драстично ќе има менување на температурата, и тоа негде од 16 до 20 и неколку степени. Значи, ако во покривот порано сте имале 50 степени во текот на летото, сега ќе имате околу 30 степени, што самото зеленило придонесува во тоа и сенките што се создаваат од тоа. Меѓутоа, ако ги земеме сите активности кои што ги правиме од аспект на зеленило и зелени кровови, очекуваме негде од 3 до 4 степени да симне температурата во овој простор од градот. Планирано е, колку што знам, на претстојното лето да функционира овој зелен кров и како отворено кино. Какви се плановите? Дали секојдневно ќе има проекции? Дали мислите дека ќе им пречат можеби гласните проекции на жителите кои што тука живеат? Значи, местово горе е препознатливо по кино и порано се користеше, меѓутоа пошто беше оставено така, неинвестирано и веќе не се користеше. Самата идеја беше да ги вратиме луѓето горе, и како што спомна вчера градоначалникот, ќе имаме некоја активност од аспект на отворено кино. Вие знаете дека истите ги правевме во текот на летото во градски парк преку МКЦ и така натаму. Верувам дека некои од тие проекти ќе го направиме и горе. Тоа што е интересно и што го спомна вчера градоначалникот е дека тука идејата за кино е да се направи silent кино, ако може така да се каже, каде што присутните ќе може да го следат филмот со слушалки, што би значило дека нема да им пречи на граѓаните кои што живеат во околните згради. Овој проект заедно со UNDP, како што кажавте, меѓутоа тука се вклучува и холандската амбасада со донација на еден преубав мурал на самиот зид на овој објект. Не знам дали ќе можат нашите гледачи да го забележат, малку е повисок. Како дојде до оваа соработка и има ли никакво значење всушност овој мурал? Па генерално ние веќе 3 години цртаме мурали низ Скопје. Сведоци сте на галеријата која што направивме доле во ГТЦ, муралот кај пожарникарите
автокоманда и така натаму, во Ѓорче, извинете. Ова е само дел од тие проекти. Генерално имаме понуди и од амбасади и од невладини организации кои што имаат некоја идеја за соработка и за вакви проекти. Таква беше соработката со Холандската амбасада. Они ни дојда и напраша дали може да направиме еден мурал. Авторот на муралот е холанѓанин. Идејата на Холандската амбасада е да се промовираат и нивните артисти, така да се вклопи во целата приказна која што ние како град Скопје правиме. И пред крај само уште би те прашала до каде како течат активностите за изградба на зелен кров и на трговскиот центар Мавровка, бидејќи знам дека и таму се подготвува, ќе може ли наскоро да очекуваме дека и таму ќе биде промовиран зелен кров? Да, тој го најавивме некаде при крај на годината, мислам дека ноември, декември беше некаде. Меѓутоа, пошто се работи за многу поголема површина и од ГТЦ во ГТЦ 1400 метри квадратни, тука е 400, таму имаме околу 4000 метри квадратни. Малце е пообемен проектот, се работи на бирократните работи, тие кои што треба да ги направиш пред да почне со проектот. Верувам дека во блиска иднина ќе најавуваме и почеток на работите во самиот трговски центар Мавровка. Тој простор таму е руиниран скроз. Очекуваме да биде уште едно од најпосетените места, како што беше ГТЦ горе зелениот кров последниот период. Веруваме дека и проектот во Мавровка, во кровот на Мавровка ќе го даде истиот резултат. Особено знаејќи дека таму ја имаме најфреквентивната раскрсница во градот, крстопатот кај Мавровка, и ќе придонесеме на некој начин загадувањето кое што се создава од колите со зеленилото да го балансираме. За крај само што да ми кажеш, ќе може ли секој кој што ќе сака да влезе тука непричано или ќе треба да се најавува, бидејќи денеска, пак ќе повторам, не успеавме да влеземе на кровот на зградата? Да, значи ќе биде затворено само во досните вечерни часови. Денес поради оправдани причини не успеа да го отварат рано. Се извинувам на граѓаните ако некој дошол порано од 8:30. Меѓутоа од утре ќе биде отворени во раните утрински часови, меѓутоа не во досните часови. Сведоци бевме на вандализми во трговскиот центар, во зелениот кров во трговскиот центар. Така од аспект на обезбедување на просторот решивме барем во досните часови да биде. Валјан, ти благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам и јас. Тука завршуваме со ова линковско вклучување со презентацијата на вториот зелен кров во Скопје.